Десетици илјади жители во бунтовничкиот дел во сирискиот град Алепо беа принудени да ги напуштат нивните домови по брзиот напредок на сириската армија против бунтовниците. Тие сега страхуваат дека нивното најважно упориште би можело да биде поделено, што ќе доведе до натамошни цивилни страдања во градот. Цивилите пристигнуваат во Џабурин, предградија на Алепо под контрола на владините сили, каде што се сместуваат во привремени засолништа, каде што добиваат храна и медицинска помош. Сириската црвена полумесечина донесе помош, вклучувајќи душеци и санитарни материјали. Цивилите изразија поддршка за сирискиот председател Башар ал-Асад и армијата. За време на бегањето, како што изјавија, врз нив стрелале бунтовнички снайперисти. Еден од бегалците во болницата Рази, каде што се сместени повеќе ранети цивили, изјави: طلعوا ورانا بالسلاح صاروا يضربوا علينا ويصيحوا علينا المسلحين وبعدين صوب واحد ورانا صابوه صاروا يضربوا على الصايب صابوا واحد اثنين وتشطحوا وانهزمنا قلنا له بنريد نموت بنريد نفوت والله نفذنا. Сириската армија и нејзините сојузници во саботата ја презедоа контролата врз големата населена област Ханано во североисточниот дел на Алепо, а во неделата и соседната област Џабал Бадро. При тоа, според армиски извори, биле убијани голем број на терористи. Терминот што режимот во Дамаск го користи за своите противници. Брзиот напредок на сириската армија во последните 2 дена, по неколку недели на интензивни руски и сириски воздушни напади, ги зголеми стравувањата меѓу бунтовниците дека северниот дел на источниот град Алепо може да биде одсечен од јужниот дел. Тоа ќе ослабне нивната контрола врз истокот на градот, со што под опасност ќе бидат доведени многу цивили. Сириската обсерваторија за човекови права, која го следи конфликтот, соопшти дека цивилите за солниште барале во деловите од Алепо што се под контрола на владините сили. Руските новински агенции, повикувајќи се на Министерството за одбрана, јавија дека над 900 цивили, вклучувајќи 119 деца, ја напуштиле областа Џабал Бадро во последните 24 часа. Алепо, кој беше најголемиот град во Сирија пред почетокот на војната во 2011 година, е поделен меѓу владиниот западен и бунтовничкиот источен дел. Представници на Обединетите нации проценуваат дека во бунтовничките области под опсада се наоѓа на најмалку 250.000 цивили. На 15 ноември сириските власти ја обновија офанзивата за заземање на бунтовничките делови на Алепо. При тоа загина 219 цивили, вклучувајќи 27 деца. Освојувањето на Алепо ќе биде голема победа за сирискиот председател Башар ал-Асад по 5,5 години на борба, во која досега загина стотици илјади луѓе, а над 11 милиони се раселени.